Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. Покрај тоа, како што веќе спомнав, дури и некои мали држави се стекнале со нуклеарно оружје. Она што предизвикува голем страв е знаењето дека таквите нуклеарни оружја можат да завршат во рацете на луѓе кои или немаат способност или избрале да не мислат за последиците на своите постапки. Навистина, таквите луѓе не се грижат за последиците и тие се брзи на чкрапало, веднаш се враќаат за оружје. Според тоа, ако главните сили не постапуваат по правдата, ако не ги остранат разочарувањата на помалите нации и не ја прифатат големината на паметната политика, тогаш ситуацијата ќе избега од контрола и уништувањето кое ќе следи ќе биде надвор од нашето сваќање и замисла. Дури и мнозинството од светот, кое посакува мир, исто така ќе биде голтнато од ова уништување. Според тоа, посакувам и се надевам дека водачите на главните нации ќе ја разберат оваа страшна стварност и дека наместо прифаќање на политиката на напад и употреба на сила за да ја постигнат целта, ќе се борат за политика која унапредува и осигурува правда. Неодамна еден постар руски командант дал серија на предупредувања за можните ризици од нуклеарна војна. Неговото мислење е дека таква војна нема да се води во Азија или на некое друго место, туку ќе се води на европските граници и дека заканата може да потекне и да се запали од источноевропските земји. Иако некои луѓе ќе речат дека ова едноставно е негово лично мислење, јас лично не верувам дека неговото мислење е неверојатно, а покрај тоа, јас исто така верувам дека ако таква војна избие, тогаш веројатно дека и азиските земји ќе бидат вклучени. Друга вест која медиумите на широко ја објавија беше веста од неодамна пензионираниот шеф на израелската информативна служба Мосад. Во текот на интервјуто за еден добро познат американски канал, CBS, тој рече дека станува очигледно како израелската влада сака да започне војна против Иран. Тој рече, ако таков напад се случи, ќе биде невозможно да се знае каде или како таквата војна ќе заврши. Оттаму остро дал совет против било какви напади. Во тој поглед, моето мислење е дека таквата војна ќе заврши со нуклеарно уништување. Јас неодамна најдов статија во која авторот вели дека ситуацијата во светот денес е слична на онаа во 1932 година и во економските и во политичките односи. Тој напишал дека во поедини земји луѓето немаат доверба во своите политичари или така наречени демократии. Тој исто така кажал дека постојат многу други сличности и паралели кои се поврзувале и делуваат заедно за да формираат иста слика на која сме биле сведоци пред избивањето на Втората светска војна. Некои можеби не се согласуваат со неговите анализи, но јас, напротив, се сложувам со тоа и затоа верувам дека светските влади треба да бидат исклучително загрижени и да покажат интерес за денешната состојба во светот. Слично на тоа, неправедните водачи на некои муслимански земји, чија единствена цел е да ја одржат моќта, да се задржат на власт, на секој начин и по секоја цена, треба да се приберат. Инаку, нивните постапки и нивната неразбраност ќе бидат средство на нивното заминување и тие своите поединечни земји ќе ги доведат до најстрашна несреќа.
Ние кои сме членови на Ахмадија муслиманската заедница, настојуваме колку можеме да го спасиме светот и луѓето од уништувањето. Затоа во ова доба го прифативме имамот на ова време, кој е пратен од Аллах како ветениот Месија и кој дошол како слуга на честниот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем, кој лично бил пратен како милост за целото човештво. Бидејќи го следиме учењето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, ние чувствуваме исклучителна болка и немир во своите срца над оваа состојба во светот. Таа болка е она што не гони во нашите напори во настојувањето да го спасиме човештвото од уништувањето и маката. Затоа, јас и сите други ахмади муслимани се бориме да ја исполниме својата должност кон постигање мир во светот. Единствен начин на кој јас се обидов да го унапредам мирот е низ серија писма која ги напишав на одредени светски водачи. Пред неколку месеци му пратив писмо на папата Бенедикт, кој лично му го доставил еден мој ахмеди представник. Во тоа писмо му напишав дека тој како водач на најголемата верска заедница треба да настојува да воспостави мир. Во сличен стил неодамна, гледајќи дека непријателството меѓу Иран и Израел врие до опасно ниво, му пратив писмо на премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху и на иранскиот председател Махмуд Ахмадинеџад, во кое ги замолив во името на човештвото да ги отфрлат сите. Исто така, неодамна му пишав на председателот Барак Обама и на канадскиот премиер Стивен Харпер, повикувајќи ги и двата да ги исполнат своите улоги и одговорности кон развивањето на мирот и слогата во светот. Исто така, планирам во блиска иднина да им напишам и да ги предупредам останатите главатари, водачи на државите. Јас не знам дали разните водачи на кои им пишува воопшто ќе дадат било каква вредност на писмата или значење, но каква и да е нивната реакција, јас се трудев како халифа и духовен водач на милиони ахмади муслимани ширум светот, да ги пренесам нивните чувства и вознемиреност поради катастрофалната состојба на светот. Нека биде јасно дека овие чувства не ги изразив поради било каков страв, туку всушност сум поттикнат од искрена љубов кон човештвото. Оваа љубов кон човештвото се развила и се всадила во сите вистински муслимани со учењето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, кој, како што веќе спомнав, бил пратен како средство на милост и сожалување за целото човештво. Најверојатно ќе бидете изненадени, дури може би и шокирани, кога ќе слушнете дека нашата љубов кон човештвото е директен резултат на учењето на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Може би во вашите умови ќе се појави прашањето зошто постојат муслимански терористички групи кои убиваат невини луѓе, или пак зошто други муслимански влади кои со цел да ги заштитат своите престоли на моќта наредуваат масовно убиство на својот народ. Нека биде потполно јасно дека во реалноста такви зли дела се потполно спротивни на вистинското учење на исламот. Честниот Куран не дава одобрение за екстремизам и тероризам под никакви околности. Во ова доба, според нашите верувања, Семокниот Бог го пратил основачот на Ахмадија муслиманскиот џемаат, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам од Кадијана, како ветениот Месија и имам Мехди во потполна подчинетост на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем. Ветениот Месија алейхи селам е пратен да ги унапредува стварните и вистински учења на исламот и честниот Куран. Тој е пратен да заснова врска помеѓу човекот и Семокниот Бог. Тој е пратен да ги востанови и да ги препознае правата кои луѓето ги должат едни на други. Тој е пратен да ги укине сите облици на религиска војна. Тој е пратен да воспостави почит, достоинство и чест на секој основач и на секој пратеник од било која религија. Тој е пратен да го сврти вниманието кон постигнување повисоки стандарди на моралните вредности
и да втемели мир, љубов, сожалување и братство ширум светот. Ако одите во било кој дел од светот, токму овие одлики ќе ги најдете кај сите вистински ахмади муслимани. За нас не се примери ниту екстремисти, ниту терористи, ниту ни се примери сурови муслимански диктатори, ниту западни сили. Примерот кој ние го следиме е примерот на основачот на исламот, честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, и нашите водачки наредби се наредбите на честниот Куран. Според тоа, од овој мировен симпозиум, јас испраќам порака на светот дека пораките и учењето на исламот се пораки на љубов, сожалување, љубезност и мир. За жал, гледаме дека мала група на муслимани представува потполно искривена слика на исламот и постапува по своите погрешно упатени верувања. Јас на сите вам ви велам да не верувате дека ова е вистински ислам и поради тоа погрешно да постапите и да ги повредите чувствата на миролюбивото мнозинство муслимани или да ги земете како мета на сурови намери. Честниот Куран е најсвета и најчестна книга за сите муслимани и затоа употребата на навредливи и грди зборови или негово палење со сигурност болно ќе ги повреди чувствата на муслиманите. Можевме да видиме дека кога такво нешто ќе се случи, доведува до погрешна и несоодветна реакција од страна на муслиманските екстремисти. Токму неодамна слушнавме за 2 случаи во Авганистан, каде американски војници, не почитувајќи го честниот Куран, убија невини жени и деца во нивните куќи. Слично на тоа, еден човек немилосредно усмртил француски војници во Јужна Франција без никаква причина. Слично на тоа, еден човек немилосредно усмртил француски војници во Јужна Франција без никаква причина и неколку дена подоцна влегол во училиште и убил 3 невини еврејски дечиња и еден нивни учител. Гледаме дека ваквото однесување е сосема погрешно и дека никогаш не може да води кон мир. Исто така, гледаме дека такви суровости редовно се случуваат во Пакистан и на други места и поради тоа таквите постапки на противниците на исламот им даваат материјал да ја покажат својата омрза и им даваат изговор на широка скала да одат кон своите цели. Таквите дивјачки постапки, спроведени на пониска скала, не се управувани од лично непријателство или незадоволство, туку сушност се резултат на неправедни политики кон одредени влади, кои одредени влади ги прифатиле и на домашно и на меѓународно ниво. Според тоа, за да биде воспоставен мир во светот, неопходно е да биде развиен соодветен стандард на правда на секое ниво и во секоја земја во светот. За честниот Куран, убиството на невин човек без никаква причина е исто како и убиство на целото човештво. Затоа, јас повторно како муслиман во целост ќе појаснам дека исламот не одобрува суровост и угнетување ни на кој начин, ни во кој облик или по било каков образец. Ова е наредба која е безусловна, совршена и без исклучок. Куранот понатаму вели, дури и ако некоја земја или народ имаат непријателство кон вас, тоа не смее да ви пречи да постапувате на потполно праведен и чесен начин кога соработувате со нив. Не смее било какво непријателство или соперништво да ве води кон тоа да преземете одмазда или да постапувате со претерување. Друга исклучително важна наредба која ни ја дал честниот Куран е дека на имотот и на богатството на другите не треба да гледате со завист и алчност. Јас спомнав само неколку точки, но тие се исклучително важни, бидејќи ги полагаат темелите за мир и правда во општеството и во поширокиот свет. Јас му се молам на Бог, светот да им посвети внимание на овие клучни прашања, со што би можел да биде спасен од уништувањето до кое сме доведени од неправедни и невистинолюбиви луѓе. Сакам да ја искористам оваа прилика да се извинам што земав малку повеќе време, но вистината е дека проблемот на воспоставување на мир во светот на вистина е од голема важност. Времето истекува и пред да биде доцна,
Мораме да посветиме внимание и да имаме обзир за потребите на времето. Пред да го завршам овој говор, сакам да проговорам за една важна работа. Сите сме запознаени со тоа дека овие денови се прославува 60 годишнината од владеењето на нејзиното височество, кралицата Елизабета II. Ако се вратиме 115 години наназад, се до 1897 година, тогаш исто така е прославувана 60 годишнината од владеењето на кралицата Викторија. Во тоа време, основачот на Ахмадија муслиманската заедница пратил порака со честитка до кралицата Викторија. Во својата порака, тој го пренел учењето на исламот и исто така пратил порака со молитва за британската влада и за долг живот на кралицата. Во својата порака, ветениот Месија алейхи селам напишал дека најдобрата одлука на нејзината влада била на сите луѓе да им се даде верска слобода. Во денешниот свет, британската влада веќе не управува со овој полуостров, но сепак принципите на слобода на религијата длабоко се всадени во британското општество и во неговите закони, низ кои на секој човек му е дадена религиска слобода. Навистина, оваа вечер сме сведоци на многу убав пример на таа слобода, каде на едно место заедно се здружиле следбениците на разни вери, религии и верувања со заедничка желба и тежнење кон мир во светот. Затоа, користејќи ги истите зборови и молитви кои ветениот Месија алейхи селам ги употребил, ја користам оваа прилика да пратам срдечна честитка на кралицата Елизабета. Како што тој кажал, нека на нашата сомилосна кралица бидат пренесени моите честитки исполнети со среќа и благодарност. И нека честната кралица секогаш биде среќна и задоволна. Ветениот Месија алейхи селам понатаму упатил молитви за кралицата Викторија, така што и јас повторно ќе ги употребам неговите зборови за да молам за кралицата Елизабета. О мокен и благороден Боже, низ Твојата милост и низ благословите чувај ја нашата честна кралица за секогаш среќна на ист начин како што ние живееме среќно под незината благонаклонетост и љубезност, и биди љубезен и мил кон неа на ист начин како што ние живееме во мир и благосостојба под незината великодушност и правилно владеење. Ова се чувства на благодарност кои ги има секој Ахмади муслиман кој е британски жител. На крајот, сакам уште еднаш, од длабочината на своето срце, да ја изразам својата благодарност на сите оние кои со доаѓањето тука ја покажавте својата љубов, наклонетост и братство. Ви благодарам многу. Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.